Лажни беа обвинувањата од власта дека опозицијата нарачувала лажни анкети. Резултатите од првиот круг на претседателските избори ги потврдија мерењата на јавното мислење кои покажуваат двојна предност на Гордана Силјановска-Давкова пред Стево Пендаровски. Неголема прашина на Бихачка крена анкетите на ИПИС проведени за македонската радиотелевизија и они од Market Vision за порталот МКДМК, кои потврдија двојно повеќе гласови за Силјановска-Давкова пред Пендаровски. Креирана во партиски штаб обвини поранешниот премиер Ковачевски за анкетата на порталот, а лажни и нарачани анкети беа обвинувањата од против кандидатот Стево Пендаровски. СДСМ во низа известувања ја обвинуваа опозицијата дека креирала невистините мерења на јавното мислење. Цела една шема за пласирање лажни анкети за рейтинзите на партиите и за политичарите, а објавени на МТВ, но и за други активности како пласирање лажни вести. И претседателскиот кандидат во неколку наврати повторуваше дека анкетите во кои тој нема предноста се лажни, а реалните бројки давале предност на неговата партија. Само една работа, ја ги знам сите анкети. И знам кои се лажни, тоа се најчесто оние кои ги продуцира најголемата опозициона партија, и ги знам оние кои се реални. И најреално ви кажувам дека ние сме победници на 8 мај. Сепак, резултатите од 24 април покажаа дека Пендаровски и СДСМ се далеко од кондицијата која прикажуваат во јавноста.